Почитувани гледачи, добре дојдовте во најновото издание на Урбаните вести, кои ги започнуваме со веста дека од утре до петок, со почеток од 9 часот во средните училишта на град Скопје ќе се реализира промотивен турнир во мал фудбал, футзал во машка конкуренција помеѓу скопските средношколци. Останете со нас. Триесет часа обука годишно за секој административец. Се гради водоводна мрежа во Средно Конјари. Првечињата од Карпош ќе учат во реновирани училишта. Зголемен бројот на првооделенчиња во Ѓорче Петров. Преку проектот учење на Министерството за информатичко општество во соработка со британската амбасада ќе се зголеми ефикасноста на администрацијата и ќе се подобри услугата кон клиентите. Секој вработен во јавната администрација годишно ќе треба да помине минимум 30 часа електронска обука, а по завршување на истата ќе се полагаат испити и ќе се доделуваат сертификати. Томислав Атанасовски. Подобрување на знаењата и вештините и континуирана едукација се целите на новите електронски курсеви што од идната година ќе бидат задолжени за државните службеници. Ова денеска на пресконференција го изнесе министерот за информатичко општество и администрација Иво Ивановски, кој присуствуваше на презентацијата на курсевите. Овие курсеви први ќе ги користат вработените на Министерството за информатичко општество и администрација. Главни модули на системот ќе бидат модулите за управување со корисници, курсевите, изворите и материјалите на знаење, тестови, извештаи и статистика, комуникација помеѓу учесниците и веб-конференциите. Инновацијата во учење ќе понуди решение за надминување на културните и животните услови, нудејќи вистинска средина за учење достапна за сите службеници во секое време и до секаде. Токму во таа насока е еден од приоритетите на Министерството за информатичко општество и администрација да го стави во функција системот за управување со учење за сите државни и јавни службеници, согласно фактот дека Министерството е одговорно за организирање и спроведување на генерички обуки во администрацијата во Република Македонија. Предноста на ваквиот систем за учење е можноста да опфатат голем број вработени во администрацијата, без разлика каде и на кој крај во Македонија се наоѓаат. На овој начин ќе се отворат можности за илјадници вработени да ги подобрат своите знаења и вештини. Сите ќе имат еднаков пристап до учењето и воедно ќе се намалат и рационализираат трошоците за обука. LMS-от, така наречен Learning Management System, ќе има возможност на државните и јавните службеници да ги развијат своите знаења, вештини и компетенции и сами да бидат одговорни кон сопственото учење и развојот. Проектот е изготвен со британска поддршка, а ќе стартува на крајот од 2013 година. На промоцијата присуствуваше и Кристофер Ивон, амбасадорот на Велика Британија во Република Македонија. Не верувам дека електронското учење би можело некогаш да го замени формалното учење, менторството или различните видови на обука кои што веќе постојат, но мислам дека е многу корисен дополнителен елемент во целосната слика на учењето. Но она што мислам дека е најголемата придобивка од електронското учење е што нуди огромна достапност и, како што спомена и министерот, исклучителна флексибилност. Секој вработен во државната администрација годишно ќе треба да помине минимум 30 часа електронска обука. Курсевите се поделени на лекции за кои државниот службеник ќе има на располагање и македонска и странска литература. По секое завршување ќе се полагаат испити и ќе се доделуваат соодветни сертификати. Дел од резултатите од летната акција за превентивни бесплатни прегледи за заштита од топлотен бран, организирана со поддршка на Здравствен дом Скопје. Здравствените домови во државата и Министерството за здравство покажуваат дека кај 418 граѓани, на кои им бил измерен крвниот притисок и пулс, имало отстапување од референтните вредности и веднаш биле упатени кај нивниот матичен лекар. А 42 кои биле детектирани како итни случаи биле упатени во дежурните служби каде добиле соодветен третман.
Во Македонија над 32.000 граѓани, од кои 12.200 во Скопје, се јавиле на пунктовите за бесплатни прегледи. Целта на акцијата, која се одржа втора година поред и која заврши на 1 септември, било давање совети на граѓаните за заштита на нивното здравје, како и за превенција на здравјето од штетните ефекти на топлото време. На овие прегледи граѓаните најчесто барале совети за зачувување на нивното здравје и за проблемите кои ги имаат, а не само за превенција од топлото време. Резултатите од акцијата покажуваат дека во цела држава многу помалку има повици во итната медицинска помош за време на топлотниот бран, многу помалку случаи со изливи и инфаркти како резултат на топлото време. Оваа година, за разлика од минатата, акцијата се одвиваше низ целата држава, во сите 33 здравствени домови, во 33 градови, од 18 до 21 часот. Годинава исто така и како и минатата имаше 3 пункта на територија на град Скопје, од кој едниот бил статичен на кејот на Вардар, а останатите 2 биле распоредени по општините со предвидена динамика, кои ротирале на секој 5 дена. Водоводна мрежа во должина од 3,5 км започна да се гради во населеното место Средно Коњари. Според жителите, овој зафат на локалната власт се реализира во вистинско време, со оглед на тоа што во изминатиот месец дел од домаќинствата останале без вода. Рокот за изградба е 2 месеца, пошто треба да следи и приклучување на домаќинствата кон водоводната мрежа. Проблемот со водоснабдување на жителите од населеното место Средно Коњари набрзо ќе стане минато. Локалната власт од општина Петровец започна со градежните работи за изградба на водоводна мрежа во ова населено место, кое досега се снабдувало со вода од пумпи. Градоначалникот на општина Петровец Борче Митевски очекува дека градежните зафати ќе се одвиваат со одлично темпо и без пречки. Со оглед на тоа што и кога се работело на подобрување на патната инфраструктура во Средно Коњари, било планирано каде ќе се поставуваат водоводните цевки. Започнаме со поставување на водоводна мрежа овде во населеното место Средно Коњари. Очекувам при изведбата на водоводот, значи да нема поголеми проблеми, зашто кога ги правиме улиците мислиме баш и каде ќе поминуваат водоводните цевки. Затоа еве денеска гледаме дека копањето иде без застој, без никакви проблеми. Митевски истакна дека водоводната мрежа е во должина од 3,5 км и го опфаќа цело Средно Коњари, освен една улица во должина од 250 метри која не се наоѓа во планот, за која градоначалникот вети дека по изградбата на водоводот според планот ќе биде приклучена и таа улица. Жителите на Средно Коњари се благодарни за овој зафат на општината, со оглед на тоа што во изминатиот месец тие се соочуваат со проблем во водоснабдување, односно дел од куќите останале без вода. Во последно време, да кажам месец дена наназад, еден дел од населеното место веќе почна да остана без вода, иначе овој проект дојде во прав момент и мислам дека ова е големо задоволство за ово населено место. Рокот за изградба на водоводната мрежа предвидено е да трае 2 месеца, пошто ќе следи приклучување на домаќинствата кон водоводната мрежа. Финансиските средства во висина од 4.700.000 денари потребни за реализација на овој проект се обезбедени од буџетот на општината. Во нови и реконструирани училишта 580 првачења од Карпош го започнаа своето образование. Градоначалникот на општината посака некој од новите првачења да биде идниот премиер на Македонија. Елизабета Ламјановска. Околу 580 првачиња кои вчера прв пат седнаа во училишните клупи во 10 училишта во општина Карпош имаат поволни услови за квалитетно следење на наставата, истакна градоначалникот Стефчо Јакимовски, додавајќи дека тоа е причина повеќе интересот за запишување ученици токму во Карпош да биде се поголем. Јакимовски на новите ученици им посака успех во учењето, изразувајќи надеж дека меѓу новите првачиња се наоѓа идниот премиер или председател на Македонија. Ова година се 580 ученици во прво оделение, на кои што им даваме пригодни подароци од школски прибор. Во исто време правиме една културна забавна манифестација во која што сакаме на овие ученици да им покажеме дека тие се дел од еден систем што се вика образование на територија на општина Карпош и да го почестуваат тоа заедништво уште од почетокот дека се дел од сите овие 10 основни училишта на територија на општина Карпош. Она што е за нас битно дека учениците се
обезбедени со комплетен наставен кадар, дека сите училишта се реконструирани, дека се во одлична форма. Останува само основното училиште Јана Москоменски, реконструкција на спортската сала, која што е во тек и која што ќе заврши за наредниве 10 дена. Основните училишта во општина Карпош и оваа учебна година ја дочекаа целосно подготвени, бидејќи минатата година беа завршени големите реконструктивни зафати во сите 10 училишта во општината. Пред почетокот на оваа учебна година беа спроведени некои помали корекции и обновувања, како молерисување во училиштето Јан Москоменски и оградување на училиштата Владо Тасевски и Вера Циревири Трена. Просторните услови за работа се одлични, а опремата е на завидно ниво, додаде Кимовски. Со отворањето на ново подрачно општинско основно училиште Димитар Поп-Георгиев Беровски во населбата Хром се зголемили бројот на првачињата во новата учебна година, пред се во руралните делови од општина Ѓорче Петров. За време на летниот распуст сите основни училишта низ општината беа реконструирани, односно добија нови прозорци и врати, а во новото основно училиште ќе може да се образуваат 120 ученици. Ивана Митковска. Учениците од општината Ѓорче Петров успешно ја започнаа новата учебна година со отварање на новото подрачно општинско основно училиште Димитар Поп-Георгиев Беровски во населбата Хром со капацитет од 120 ученици. Е зголемен и бројот на правачињата кои вчера за прв пат стапнаа во реконструираните основни училишта на територијата на општината Ѓорче Петров. Најмногу запишани правачиња има во руралниот дел од општината. Заедно со правачињата во новото подрачно училиште Димитар Поп-Георгиев Беровски, бројот на правачиња запишани во новата учебна година во Ѓорче Петров надминува 600 ученици. Моје опште задоволство со отварањето на ово училиште, значи излегува негде 550, значи 448 дечиња излегува од основните училишта, значи отидува во средните образованија, а негде 597 се упиша, значи имаме негде околу 50 дечиња разлика. Очекувам да овие денови, значи тие кои се колебаа во Хром дали да ги упишат дечињата, дека бројот ќе се, значи имаме преку 600 првачиња, односно 600 ученици во ново упишани во основните училишта, што навистина е една импозантна бројка и ме радува. Посебно да нагласувам, во руралниот дел имаме зголемен прилив на население, на првачиња и тамо веќе имаме планови за проширување на капацитетите на основните училишта. Градоначалникот на општината Ѓорче Петров Сокол Митровски истакна дека иако многумина беа скептични околу реализацијата на проектот ново подрачно општинско училиште, ветувањето кон родителите и кон граѓаните од населбата Хром е исполнето и новото основно училиште Димитар Поп-Георгиев Беровски ги отвори вратите за учениците на првиот училишен ден од учебната 2013-2014 година. Свечано го пуштивме со ресорниот министер Спиро Ристовски, заменик министерот и тој за образование присуствуваше, бројни граѓани, сите тие, посебно дечињата, првачињата, и вчера нагласувам како и во сите основни училишта и во тоа подрачно училиште на еден свечен и достоинствен начин почна новата школска година. Пред да го отворим училиштето имаше бројни коментари, така негативни коментари, сомнежи, дискусии, бројни прашања од вас новинарите, дали за тако време, краток временски рок може да се стигне да се отвори училиштето. Меѓутоа, еве, стигнавме и можете сами да се уверите, да го посетите, да видите дека има навистина извонредни простори, извонредни услови, можда многу подобри услови од тие училишта кои се градени во предходниот период, 50-тите, 60-тите години. Митровски посочи дека грижата за образованието во општината Ѓорче Петров не престанува. Тој истакна дека во иднина ќе бидат заменети и кровните конструкции на сите образовни објекти, се со цел поквалитетна настава и подобри услови за образование на младите од општината Ѓорче Петров. Општина Газибаба во соработка со Центарот за социјална работа на град Скопје организира отворени денови за социјална заштита во рурална средина.
Како што информираат од општина Газибаба, целта на овој проект е да се информираат жителите од руралните средини за услугите и правата од областа на социјалната заштита, со што ќе се овозможи рано откривање и ран третман на граѓаните, изложени на социјален ризик и ублажување на штетните последици, како и поголема достапност на социјалната работа и социјалните услуги во локалната заедница. Проектот опфаќа посета на неколку населени места и остварување на средби со локалното население кое има потреба од социјална заштита. Во текот на утрешниот ден ќе се реализираат посети во Булачани, Раштак, Смилковци и Црешево. На 11 септември во Страченци и Стајковци, на 18 септември во Инџиково и Брњарци и на 25 овој месец средбите ќе бидат во Идризово и Јурумлери. Озил во Арсенал, Бейл во Реал Мадрид и Кака во Милан се најзвучните трансфери во последниот ден од летниот преоден рок во Европа. Повеќе спортски информации гледате веднаш по рекламите.